На повидок е деблокада на парламентот. На денешната средба меѓу врвот на владата и лидерите на албанската опозиција постигнат е сериозен напредок за измени на законот за државјанство со кој Алијанса за албанците алтернатива го условува откочувањето на работата на собранието. Премиерот вели дека состанокот бил позитивен, дека до крајот на неделата договореното ќе биде ставено на хартија и дека наскоро измените ќе се најдат пред пратениците. Се работи внатре за 13 конкретни причини за добивање на државјанство, некако кумулатив, било која од една од 13 причини. И тоа представува сериозен исчекор, заради тоа што скоро сите, ако не и 100% граѓаните, една од причините ја исполнуваат како основ за добивање на државјанство, но секако овде се и годините на чекање на државјанство. Овде е проценката која што ја дава АНАБА и така натаму и така натаму. За сите аспекти разговаравме и имаме решенија, односно сериозен исчекор, кој што треба само на хартија стручните служби од МВР да го стават, за да можеме веќе во петок да го разгледаме, да го потврдиме и да биде преточен следната седмица во законско решение. Заев очекува Алијанси и алтернатива по денешната позитивна средба што е можно поскоро да ги повлечат амандманите со кои се блокира усвојувањето на петиот пакет економски мерки. Сега опозиционерите албанци бараат да нема блокади од другиот дел на опозицијата. Да повикам опозицијската ВМРО, но и левица да не бидат пречка во донесување на овој закон. Вие знаете, јавноста знае дека ВМРО има поднесено неколку амандмани за законот за државјанство, но неколку пати имаат јавно кажано дека ако ние ги повлечеме амандманите од петиот пакет мерки економски, дека и они се подготвени да ги повлечат амандманите за законот за државјанство. Според Зијадин Села, државата е на добар пат да најде решение за, како што вели, илјадници граѓани кои се уште не може да добијат македонско државјанство. Многу неправедно би било кога ги делиме на граѓани. Граѓани кои треба да достават некој документ за да докажат дека во време кога бившата Југославија се трансформира, биле присутни и живееле тука, а на некого не му треба и по автоматизам може да се стекнат со таква државјанство. Проценките се дека овие измени, ако поминат во собранието, ќе се однесуваат на околу 3200 граѓани кои се уште не може да добијат државјанство. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.